Веќе не функционира една од веб страниците на која се рекламираше производот кој наводно слободува од болка во зглобови за 4 дена, а на која беше злоупотребено логото на Министерството за здравство и името на една скопска клиника. Откако го објавивме случајот, на Facebook страницата на 360 степени ни пишаа повеќе имена кои биле жртви на залжувачкото рекламирање. Редно беше некој да проговори за лажните масти кои се нудат и ја користат маката на луѓето за многу пари, а малку или без ефект. Јас употребив таква маст и немав никакво подобрување. Многу им е бомбастична рекламата. Јас нарачав, ама во последен момент во пошта го откажав. Јас веднаш се посомневав, бидејќи ги најдов и прочитав и двете реклами, а сомнително ми беше и тоа што бараат по голема количина да се порача наеднаш, но не знаев каде да се обратам. Авдо Ходжич од Скопје напиша дека се е лага. Го контактиравме и ни раскаже дека тој го нарачал кремот сакајќи да ја помогне на својата сопруга, која има болни зглобови. Да, во рекламата пишува 4 дена и си ослободен од сите болки за цел живот. Што е неверојатно и ја на тоа не би поверувал. Јас поверував прво што стои горе на логото од Министерство за здравство на Република Македонија и докторите кои што се божем нашле честни поштени и се осмелило да кажа дека тоа е добро. Ходжич сега се чувствува измамено и бара институциите докрај да го истражат случајот. Па институциите треба да реагираат веднаш да се испита тоа дали тој лек е навистина регистриран во Македонија, Република Македонија, дали е ефикасен, што во него се состои, дали е цената која што дали треба некој да одговара за лажно представување на некои си ликови, доктори, дека они го потврдиле тоа, она и значи треба да си одговара за тоа. И морално и кривично и било како, бидејќи се работи за по моја чиста превара. А еве до каде стигнаа, односно не стигнаа институциите. Од Министерството за внатрешни работи не информираа дека превзеле активности во соработка со Министерството за здравство, но признаваат дека веб страницата не е повлечена поради тоа, туку најверојатно сопственикот самиот ја деактивирал. Според информациите од Царинската управа пак, производот во земјава се увезува од Русија, под трговски опис креми за кожа. Дозвола за увоз дал Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Оттаму речиси една недела чекаме одговор, како ја дале дозволата за увоз и што ќе превземат во овој очигледен случај на залажувачко рекламирање, што и самите го констатираа. Но се уште функционира втората веб страница, на која пишува дека кремот го препорачува извесен доктор Константин Георгиев, само што сега тој веќе не е од клиниката Пан Житрев, туку е само лекар од Скопје. Веќе не стои дека наводното интервју со докторот е дадено за македонската радиотелевизија. Ова се прилагодувањата направени во начинот на рекламирање, а за да провериме дали производот и натаму се продава, решивме повторно да го нарачаме. Една дучка е недолго дена користам. Значи, по препораките на производството сега имаме и попусти за 6800 денари. Едно пакување да бидете подарок, значи 4 креми имате, вие ще ги купувате и едно подарок, крупно, значи 5 креми. Јасно, добро име за почеток би сакала една крема да. Пробна терапија, нема проблем, ќе испратиме таа, ќе се уверите во резултатот и повторно ќе може после тоа да оставите барање на сајтот за да ги направиме поголемите списи. Да прашаме, ефикасно е, разнесувате често пати ваќе? Многу. Да? Само низ Скопје или има Цела Македонија? низ цела Македонија? По 200-300 пратки имаме дневно, само од нив. Тај се други работи. Само ако може, 2350 денари треба да платиш. По 300 пратки на ден велите? Шо велат луѓето, ефикасно ли е ова? Сега не знам сега ти кажам. Некој нарачува ти по 2 пати. Зависи што е тоа. Благодарам многу. Комуникологот Бојан Кордалов вели дека интернетот е море од информации кое тешко се става под целосна контрола. Границата меѓу слободата да се користи и злоупотребата е поле на кое треба да се работи. Никој не може да исконтролира директно и веднаш дали ги почитувате основните правила и не. Ако на ова додадеме дека законите кои што важат во секојдневието во реалноста се истите кои што важат
во интернет просторот, тогаш доаѓаме до одговорот дека секој од нас, независно дали користи интернет или социјални медиуми за лична употреба или како правно лице, компанија, организација и слично, мора да ги почитува истите закони и одговорен пред позитивните норми. Токму поради немањето 100% на заштита од измами, Кордалов смета дека граѓаните треба самите да бидат свесни за опасностите и да проверат пред да поверуваат во нешто. Но голем дел од одговорноста ја гледа кај институциите и самите социјални медиуми. Кога би сакале целокупната слика да ја гледаме и тоа како социјалните медиуми имаат општествена одговорност, одговорност кон своите корисници, одговорност кон сите, да овозможат што е можно побезбеден интернет, да овозможат што е можно посигурен простор, бидејќи сите ние кои што сме се решиле да бидеме дел од тој клуб, од тие корисници на социјалните медиуми, треба да чувствуваме полна приватност и сигурност таму. Не постои процес на никакво противправно организирање или функционирање кое што се решило веднаш, туку имаме само процес на надпревар. Значи се појавува нешто што не е во ред, односно што е противправно, кривично, тоа се санкционира, па се јавува друг облик, па се јавува одбрана против тој облик и така натаму и така натаму. И додека трае тој надпревар, измамениот пензионер Авдо Хоџиќ се надева дека на крај нема да победи оној што мами. Па видите, стара поговорка, давеник за сламска се фаќа. Ако некој има мака, он е во состојба и во стајње да оди да побара лек било каде. Па нели, одат доđeва кај попови, кај оџи, кај бајачи, кај преваранти и така натаму и така натаму. И за ова исто човекот ќе се намами за тоа да земе да си помогне. Меѓутоа испаѓа дека лекот не е ефикасен. И тука е чиста измама. Некој си профитира на нечија несреќа што е трагична.